Во оваа дискусија јасно и гласно се осврнуваме на последното истражување на Вестминстер Фондацијата за демократија и Младинскиот образован форум, кој покажа дека младива во земјава се некаде помеѓу апатија и оптимизам со конзервативни и хомофобични ставови. На оваа тема дискутираме со истражувачот, главниот истражувач Мартин Галевски, студентите Ангела Најдовска и Боријан Мекиновски и средношколецот Благоје Насковски. Благодарам што дојдовте денеска да бидете дел од оваа дискусија. Ќе ги коментираме главните наоди на самото истражување и ќе почнеме од Гале. Истражувањето е насловено младите во Северна Македонија, апатија, оптимизам или разочарување. Ги очекувавте ли овие резултати и што најмногу ве запрепасти? Вака здраво на сите прво. Па не знам, имаше некои резултати што може би беа очекувани во однос на степенот на активизам, да речеме, на младите, во однос на како гледаат на својата позиција во општеството, но имаше дел од резултатите кои можам да кажам дека ни изненадија. Еве на кратко би издвоил неколку. Едно од тоа што ме изненади мене лично, претпоставам и останатите на кои работевме на истражувањето, не е во однос на EU перспективата, тоа што 60% од младите гледаат дека земјата ќе стане на членка на Европска, смета дека ќе стане членка на Европската унија, можеби само по себе не беше толкаво изненадување. Но она што беше во овој контекст изненадување, дека од тие што смета дека ќе влезе земјата во Европската унија, дури 70% сметаат дека ќе влезе во наредните 5 години. Значи просечната година кога тие сметаат дека земјата ќе стане членка беше 2025 година. Додека ако ги поделите податоците, имаше дури 1/3 од младите кои сметаат дека ќе стане членка пред 2023. Тоа би било за некои 2 или 3 години. Што да скоро невозможно е сега, нели тоа ние прво би требало да кажам дека анкетата беше спроведена пред она што се деси во октомври месец, веројатно ако е баш така, доколку веројатно денеска правиме анкетата би добиле веројатно малку поразлични податоци или не знам, тоа треба да видиме здравје со следни истражувања, но она што го покажа нашето истражување што е направено во месец мај, крајот на месец мај, во релативно стабилен период, ако може така да се каже, кажува на една слика дека младите не знаат баш многу до што е потребно и колку време трае тој процес на тоа. Го добивме не само од квантитативното истражување, затоа и направивме неколку фокус групи, баш во фокус групите која прашуваат до каде сме во процесот, не добивате баш конкретни одговори во однос на тоа, и тоа сега да бидам ја потполно искрени, не е само случај со младите во Македонија. Ако ги прашате и младите во Велика Британија или во Франција во однос на работата на Европската комисија, тешко дека ќе ви кажат премногу, но сепак прилично нереални се тие очекувања, да речеме 22-23, тоа е некој екстремен оптимизам што не се појавува ни во наративот на политичарите. Во однос на тоа се јавува, да речеме, 2025 во европскиот дискурс до некаде и на домашните политичари, но и во извештаите на Европската унија се говори за тоа дека тоа е премногу оптимистичен датум и треба внимателно да се работи со него. Би одвел уште едно или две, па би отстапил просто нели на другите. Она што беше изненадување е дека голем број од младите исто така гласаат на избори. Тоест 64% рекоа дека гласаат секогаш на избори, ако не се лажам, некои дополнителни 20% рекоа дека понекогаш гласаат. Тоа споредбено со останатите европски земји е доста висок процент, што е онака баш изненадувачки за мене. Сега во исто време парадоксот е дека кога ќе ги прашате дополнително прашање колку сметаат дека може да променат нешто со својот глас, 50% од младите велат не можат ништо да променат. Значи од една страна постои голем интерес за гласање, од друга страна повторно гласот ништо не менува, се повторно се отвара таа дебата дали можеби гласаат младите, тоа ќе во дискусијата подоцна претпоставам ќе може да го отвориме, дали бидејќи е единствениот начин да колку толку да се има некакво влијание врз процесите, дали е некаква традиција или можеби мобилизацијската мок на политичките партии да ги убедат младите, знаете, секогаш ги има така настои дискурс пред избори се или ништо, или сега ќе одлучите што ќе биде соеднината на државата или ќе ја пропуштите таа шанса. Тоа е, да речам, второто. И последно што би извел во однос на политичките вредности на младите. Се покажа на дел од прашањата дека има прилично конзервативни
ставови, да речеме, дури 6 од 10 млади луѓе сметаат дека на припадниците на ЛГБТ заедницата не им е место во политиката. Повторно може да дискутираме дали тој бројка општото население е повисок, помал. Би било супер да имавме пред 5 години некаков индикатор, дали можда пред 5 или 10 години биле 8 од 10 млади, но повторно 6 од 10 е прилично загрижувачки за едно општество кое се стреми да биде европско, слично и во однос на погледот на улогата на жените во политиката. Скоро 1/3 од младите сметаат дека мажите се подобри политичари од жените. И тука интересно е кога ќе го разложите овој податок, нема голема разлика помеѓу мажите и жените. Значи самите жени сметаат дека тоа е така. И последно она што фати најмногу некако како трекшн, да речам, на медиумски покриено во однос на тоа дека 85% од младите избрале лидер со цврста рака. Подоцна верувам ќе имаме можности да продискутираме што тоа би можела значи. Тие би биле некои општи вака работи што мене ми оставија посебен впечаток и можеби оптимизмот кај младите албанци за некои од прашањата во однос на тоа насоката во која се движи државата беа прилично пооптимистични. Еве тука баш за тоа го отворив пред мене. 63% од младите албанци сметаат дека државата се движи во добар правец, а само 20% од младите македонци. Тука ќе го пријавам овој дел со статистика, сакам да ги слушнеме и останатите гости. Ги имаме студентите тука. Што мислат студентите? Дали се разочарани или се оптимисти за иднината на земјата? Ајде ќе почнеме од Воријан. Благодарам на поканата прво. Директно одговорам на прашањето. Јас сум изненаден и фасциниран прво од студентите на архитектонски факултет, пошто имаше 48% излезеност на изборите. Тоа е стварно голем број за архитектонски факултет, кај што луѓето не очекуваа нели таква демократска зрелост. Така што во однос на тоа сакам да кажам дека студентите имаат прво многу голема недоверба према демократскиот процес, према институциите, према изборите генерално, и требаше така еден понепосреден однос да се воспостави со нив, за да можеме да објасниме дека нема ништо страшно во зборот политика, нема ништо страшно во зборот учествување во процесите на носење одлуки. И се побрзо и се повеќе колку го акцентираме тоа, толку повеќе ќе имаме можност да ги видиме истите тие студенти, нашите колеги, како се вклучуваат во процесот на носење одлуки. Меѓутоа, нели како што се тврди во истражувањето, тоа е вистина, апатијата владее во огромни размери и за тоа стварно е државата кривец веќе 30 години наназад. Не е оставено простор во политиката да се интегрираат младите. Имаме систем кој што обслужува 2 или 3 партии кои што се кандидираат на секои избори, едно од тие 3 победува. И се додека не направиме некои вистински промени, првично да кажеме, кај што ќе ги отвориме листите, да речеме, на избори, една изборна единица да биде, да можат младите да добијат поттик да се изразат политички, бидејќи вака сметат дека единствениот начин да постигнат нека политичка поента или некако да се изразат е со тоа се зачленат во партија, а најголем дел од нив не сакаат поради тоа што партиите не нудат многу. А вие сте председател на факултетското студентско собрание од денеска, чинам. Од вчера, да. Ме интересира, што ги мотивираше конкретно студентите на архитектонски да излезат да гласат на овие избори? Ако имаме предвид дека генерално просекот се движеше околу 14% од студентите на УКИМ, значи гласаа. Што беше присудно? Видете, ние искрено кажувам да се пофалиме како факултет, секогаш сме биле прогресивни. Значи прогресивната мисла владе кај нас на факултет. И уште од прво, јас кога бев прва година, тоа беше пред цели 5 години, кога се одржува протестите на студентски пленум организацијата, ние организиравме исто така и окупација кај нас на факултет. Така што тој дискурс на едно така противење на законските норми кои што не ни одат во полза, односно не штетат, тој дискурс продолжи навака. Сега генерации се сменија. Значи јас сум еден од ретките кои остана од таа генерација која што беа во студентски пленум и сакав стварно, иако мандатот е 1 година и тоа е супер, некако да оставиме во ова 1 година искуството што сме го собрале, да го ставиме на останатите генерации да го понесат натаму. И кога
имавме тој состанок на кој што непосредно се представувавме ние кандидатите. Бевме 7 кандидати и во аулата на архитектонски факултет се представувавме себе си, нели, своите идеи, својата кампања. Тоа беше момент кај што стварно лично допревме до студентите, до колегите со нивни прашања, значи може лично да не прашаат она што стварно ние сакаме да направиме, и тука имаше еден увид во вистинските агенди на кандидатите и така подобро на запозна и повеќе на тој непосреден начин поверува на кандидатите за тоа што имаме идеја да направиме, и така мислам дека за разлика од некои факултети кај што има кампањи со постери и така натаму беше многу непосредно, многу почовечки, и затоа мислам дека довербата излезе на повисоко ниво кај нас. Так, Ангела е член на факултетското студентско собрание на ФИИТ. Што размислуваат студентите на вашиот факултет? Оптимисти се, разочарани се, сметат дека имаат иднина во оваа земја? Ќе да делиме микрофонот. Да, не е проблем. Прво, благодарам за поканата. Кај нас излезноста не беше толку голема како што е на архитектура, секојаче стварно. Ние излезеноста кај нас на ФЕИД беше околу 20%, што е премалце за факултет кој што има запишано околу 600-700 студенти. Ние моментално сме во момент каде што вршиме анкета на студентите за тоа што очекуваат од нас како членови на ФСС, кои активности да ги превземеме и дали всушност има доверба дека ние може нешто да промениме. Ние официјално се овие платоци, но поголемиот дел од нив воопшто не гласале и нема доверба дека нешто ќе се смени кај нас на факултет. Воопшто, дали тоа ќе биде на ФЕИ, дали тоа ќе биде на универзитетско ниво, студентите нема доверба дека воопшто нешто може да се промени и како на факултет и во државата. Затоа и доаѓа тука моментот на многу иселени студенти од техничките науки, со тоа што нели не имаме повеќе можности за да се преселиме од државата, што сепак доаѓа од моментот дека ние не сме биле вклучени во, дали тоа било во одредени проекти, дали било во решавање на некои работи на факултетот, но со оваа промена, со самото уредување на факултетските студентски собрања, јас сметам дека и се надевам дека ние некако ќе можеме да влијаеме и врз самата свесност на студентите, да се вклучат во студентските собрања, за заедно да можеме нешто да се промени, минимална промена да е. Сепак станува збор, како што кажа Бурјан, за мандат од 1 година, ама целта е да се стават здрави темели на ова собрање студентско, па понатамошните генерации да може да ја продолжат нашата визија и да имаме чист студентски глас, каде што ќе може да се слушне и нема да бидат вмешани ниту едни политички партии. Истражувањето исто така покажува дека колку се повклучени во носење на одлуки, во активизам самите млади, толку и тие се пооптимисти за иднината, можеби овдека. Средношколците направија нешто невообичаено за нив изминатиот период, излегоа на еден протест, претходно на уште еден, бойкотираа настава во едно време во кое што па и баш нема многу протести. На што се должеше ова? Колку средношколците се задоволни од своето место што ги имаат во општеството и колку се трудат да ги сменат работите? Пред се, здраво на сите, благодарам за поканата. Јас сум Благоја, доаѓам од средното училиште Орце Николов. Училиште кој што многу мина го знаат како едно од главниот двигател на средношколските протести кои што беа актуелни во изминатиот период од претпоставувам 4 години кога беше активен средношколскиот пленум. Местото на средношколците. Мислам дека се повеќе и повеќе се буди тој нивен средношколски глас изминатиот период, да кажеме да почнеме нели од средношколските протести заедно со средношколскиот пленум па се до понатака. Минатиот петок имавме еден необичаен ден каде што средношколците јасно и гласно го искажаа својот став околу целата ситуација во која што се наоѓаат. Искочија со бойкот и потоа не само што бойкотираа бидејќи сакаа да губат часови, туку најфер начин ја напуштија наставата, претпоставувам од кај мене од втора смена, за да им се придружат на протестот кој што беше нели закажан во 5 часот. Респект за нив, не само за средношколците од моето училиште, туку и за останати кои што бойкотираа и кои што дојдоа на протестот во 5 часот. Што мислат средношколците, кој е нивното место во нашата заедница?
Мислам дека како што се студентите, сепак сметам дека и средношколците го имаат правото да го искажат својот став, бидејќи тие полека почнуваат да созреваат и општествено, но и ментално, за да се вклучат во еден општествен активизам. Како пример, претходно го кажав, средношколскиот пленум, овој период познати сме ние средношколците по тоа што петоков нели искочевме и го искажавме својот глас против загадувањето, кое што е релевантен и многу битен проблем за нас, бидејќи се работи за здраве сепак. Така да можам да кажам дека сум позитивно изненаден тоа што бидејќи до пред некое време имав сепак мислење дека не ги интересира некој општествен активизам, сепак излегува и тие што се интровертните, општествено интровертни, излегува и го кажа својот глас. Беше изненаден? Бев изненаден, да, искрено. Имав мала надеж дека ќе се појави голема бројка на незадоволни кои што голема бројка на средношколци кои што ќе го кажат нели својот став против загадувањето. Излега доста луѓе, тоа се види дека сепак кај нив има нешто што ги тера однатре да го кажат својот глас и да видат кое место го имаат во општеството. Гале те радува кога слушаш вакви изјави од млади луѓе кои што сакаат да направат некаква општествена промена. Веројатно ова клапа на луѓе кои што се овде не се вистински представници на просечен македонски млад човек. Ако се обидиме да направиме некаков профил според ова истражување, како би изгледал тој? Да, неколку пати го добив тоа прашање во однос на профилот, искрено и ние во еден период се обидовме да го направиме профилот на младиот човек и свативме дека може да биде тоа малку редуктивна вежба во однос на тоа што би бил повторно, бидејќи кога ќе ги поделите се можеби по пол, каде што немаше разлики по сите други демографски критериуми во однос на етникумот, возраста, на финансиите на семејството со кое располага, па дури и дали е рурална или урбана средина, постоја некакви разлики. Така некаков таков профил можеби е малку тешко да се направи, ама во однос на ова дали ме радува или не, тоа оптимизам во насловот е едно од работите зошто е таму беше баш поради тоа и тоа мене ми дава некаква надеж од истражувањето дека кога ќе ги поделите според возрастни групи испитаниците од 15 до 18 години беше јасно дека владее поголем оптимизам за работите и особено во однос тоа што ме радува во политичките вредности, во однос на конзервативноста, ксенофобијата, улогата на жената во политиката и така натаму. Од 15 до 18 години беа за 10 или 20% полиберални, по-прогресивни, така да се каже. И тоа да не би можел да алоцирам нашето истражување, не кажува кои се причините за тоа, дали можеби образовните политики се смениле, дали некој влијание од, да речеме, од социјалните мрежи или нешто од тој карактер влијаело тоа, но дефинитивно таквиот тип на резултати мене ми даваат надеж дека тие млади луѓе, бидејќи за мене би било поразително, не ми изненадува до толку дека таа возрастна група од 30 до 35, која поминала низ 2 декади од ово многу токсична општествена средина, голем дел негуваат такви вредности, но дека најмладите се по-прогресивни, така како ме радува. Сепак генерално истражувањето покажува голема доза на конзерватизам, но и хомофобија. Неодамна, пред само неколку дена, ваши колеги конкретно од факултетското студентско собрание, чинам на филозофскиот факултет, онаму каде што се образуваат идните психолози, дефектолози, социјални работници, одлучија да не додалат простори за еден проект предложен повторно од членка на тоа студентско собрание, проект за инклузија на ЛГБТ лица со фокус на студентите. Како гледате вие, значи, како луѓе што исто така доаѓаат од факултетските собранија на една ваква реакција од повторно ваши колеги? Јас искрено зборам во моје име, нели не можам да зборам во името на собранието. Јас лично, мене ми е смешно тоа што се случи на собранието во факултетот. Поради тоа што иако знаеме дека уназад со години пробуваме да борбата за права на ЛГБТ заедницата е стварно зема се поголем замак и мене тоа ме радува, но во едно општество каде што вредностите се уште
не се уште се втемелени ни стари вредности, кои што многу е тешко да ги искорениме, кои што се исто така проблем во однос на израснувањето на овие млади луѓе, кои што од домашно воспитување во текот на образованието во раните години не им е даено до знаење дека постојат диверзитет на луѓе, дека постојат луѓе од различна раса, различна сексуална пределба и така натаму. Сега кога имате виден толкав проблем во образованието што од корените дека не им е кажува на децата дека постои диалектика на нештата, дека едноставно работите не се онака како што изгледаат и дека има различни погледи на нештата и дека луѓето различно ги сваѓаат нештата од другите. И сега кога имате на младина која што не е учена на диверзитет, дури очекувано е да кажеме дека можеби добиваме такви коментари од факултети, ако мене ми е филозофски факултет треба малку подобро знаат тоа. Јас не можам исто така да зборувам во името на ФСС на ФЕИД, но моје лично видување е дека ова е малце срамота. Затоа што сепак тие се тие кои што утре ден ќе бидат вработени во средни училишта како социолози, психолози и така натаму, никој дете кои што се соочува со тоа, не е ни проблем, значи само ќе кажеме дека кога се соочува со таа промена, се окрива себе се, да се упати до личност која што нема ни да проба, не знам, веројатно не би ми побрало да го разбере. Мене ми е многу чудно, јас сепак не можам да го разберам и не можам ни овие податоци да ги разберам за 6 до 10 луѓе не сакаат да има ЛГБТ личност во политика, не можам да го разберам зашто пред се јас се движам во кругови каде што сите се прогресивни и многу тешко ми доаѓа кога ќе го видам ова, затоа што јас лично сметав дека ние сме прогресивна младина. Social bubble. Да, social bubbles. Меѓутоа не можеме да генерализираме, сепак Да. Јас знам огромен број на млади луѓе со кои сум среќен, дека се дружам, дека стварно поддржуваат права на ЛГБТ и други маргинализирани заедници. Како што кажа, во шок падна. Интересно е што најлиберални се младите на возраста на Благоја, значи од 15 до 18 години. Според тебе на што се должи тоа? Па, на што се должи тоа? Најверојатно бидејќи младите, да кажам, би рекол и помлади од мене, дека се полиберални, бидејќи веќе влегуваме на таа една фаза каде што се каде што секој ден се пред телевизор, присутни на социјалните мрежи, гледаат YouTube видеа, повеќе ги атрактира западот. Би рекол дека да, тоа резултира од тоа што се активни на социјалните мрежи и тоа што сепак не знам, дали гледаат најверојатно повеќе либерални теми, од на пример на YouTube или на Facebook читаат одредени статуси околу тоа, Instagram. Би рекол дека да, помладите од мене на тоа се должи, бидејќи се изложени на таков на таква една општествена комуникација, би рекол. На пример на Facebook повеќе или на YouTube повеќе следат да кажеме така ориентирани личности. Да, како тоа се резултира. Мислиш дека влијанието на социјалните мрежи. Има уште еден интересен податок во самото истражување, 59% од младите велат дека би се иселиле од државата. Ангела и Бори, студентите се некако онаа генерација која што е присутна кога станува збор за овој проблем. Колку иселувањето на вашите пријатели е проблем на генерацијата? Какви се вашите планови? Еве, ќе почнеме од Ангела. Јас моментално периодична сум, значи како ќе станам така ми доаѓа. Час сакам да си селам, час не сакам да си селам. Од што зависи? Кај мене лично е ради кариера. Затоа што сметам дека според мојата струка што јас имам избрано, дека јас нема да најдам тука работа. Значи не станува збор за немање работа во државата, станува збор за немање услови за надоградба. Зашто ние некако застануваме во целиот тој развоен процес, дали тоа е во индустрија, дали тоа е во обновливи извори на енергија или пак во архитектура. Јас лично сметам дека сме по-уназадени, затоа што на запад е се по-прогресивни од секој можен аспект и од општествено и кариерно, и тука имаме податок каде што не сака да има жена во политика, што е шок, искрено.
Така што тоа е. А што би било пресудно, дали да заминеш или да останеш тука, ако треба еве да издвоиш нешто? Пресудно. Веројатно нема да можам да го работам тоа што сакам да го работам. Јас лично сакам да се занимавам со наука и пробувам да избалансирам нешто. Знаеме какви услови има во државата, особено за наука. Мислам, ни државата не ни одвојува ни голем буџет за наука. Така што кај мене присудно е како јас ќе се развивам кариерно. Ама јас голем дел од моите другарки се иселени од државата, баш ради оваа причина, поради тоа што нема да го добијат соодветното образование тука, зборувам за постдипломски. И тоа е факт. Така што доколку ние го направиме образованието подобро, веројатно нема да се иселуваат толку студенти. Бурем, кој е твојот став на ова прашање? Колку твои пријатели се иселени и дали планираш да останеш тука или? Има дел од моите пријатели кои што се одселени, меѓутоа не голем број. Јас планирам да останам тука искрено, мислам сега за сега. Поради тоа што прво да го адресираме проблемот зошто младите се иселуваат според мене. Првично поради тоа што еве секојдневно ние сме бомбардирани од информации како има криминали, корупција, значи скандали секојдневно не гаѓаат. И тоа веќе пред неколку години не зачудуваше добро како може да се случуваат вакви работи, но веќе кога почнуваат редовно да се случуваат, ние во навика дека нас не ни интересира тоа. Значи младите сакаат љубов, младите сакаат перспектива, младите сакаат добра плата. Бидејќи замислете сте млад во Македонија само што завршувате факултет и вие се среќавате со плата од 200 до 250 евра почетна во мојата сфера и тоа трае, значи 2-3 години. И сега, нели, млад човек, да си на 23 години, јас сакам да живеам сам, нели, како и најголем дел од луѓето, сакам да се оцелиме од дома. Ама тие пари 250 евра јас треба ги дам само на кирија. Кај ми се мене тука сметките, кај ми мене тука животот кој што треба да го живеам. И сега сите тие работи кои ги ставите во една равенка, добивате уште од старт аргумент зошто младите сакаат да се селат. Меѓутоа, ние мораме разбереме дека оваа држава каква што е тука и наша. И ние мораме да понесеме одговорност кон млади. Поради тоа што повеќе бегаме од одговорност, таа генерација која што води државата ќе однесе во пропаст. Значи неминливо е. Така што сметам дека младите стварно треба ги разбирам, меѓутоа треба да ги превземеме работите во наши раце, поради тоа што на нас ќе ни остане држава еден ден и да бидеме поодговорни и појасно и класно да ги застапуваме нашите идеи и нашите права, бидејќи никој не може да направи тоа за нас ако не самите. Од кај да почнам за миграције, не знам. Прво, важно прашање, некојаш искрено ми иритира дека единственото прашање за кое се збори кога младите се во фокус и баш тоа што го кажа и ти дека и кога е во фокус, повторно пак не се збори за причините, туку за бројките. За бројките нормално може да дискутираме, но имаме некаква генерална слика. Светската банка вика околу половина милион дека си имаат иселено во последните 10-15 години, ако не се лажам, но тоа за мене не е основното. Има некакви обиди, да речеме, од сегашната власт во однос на тоа дека нивната, да речем, политичка мантра е дека со покачување на платите ќе се задржат младите луѓе или дека ќе се вратат оние кои се веќе отидени. Да, тоа може да биде еден од начините за привлекување, но мислам дека е периферен и тоа го покажуваат истражувањата. Целиот свет има миграцијски текови се случуваат, некои луѓе природно им е тесна оваа средина без разлика на условите, но да речеме се носат некакви политики, не знам, младинска гаранција, сега ќе има закон за млади, но никој нема да го натерате да остане тука или да се врати поради закон некаков, туку треба, мислам дека многу повеќе кога еден млад човек ќе свати дека општествената клима е подобрена, дека секој ден не е соочен со порази, со повторување на истите приказни, она што ти го збореше со скандализација на дневно ниво, дека тогаш може младиот човек кој ќе осети некакво чувство на безбедност во однос на својата иднина, тоа и нашето истражување го покажа. Повеќе од 50% од младите чувствуваат висока неизвестност за својата иднина во државата. И мислам, тука треба да се работи. Дури јас као некој што се вратил, да речеме, од страна, кога размислувам за тоа дали сакам повторно да излезам надвор од државата или не, платата искрено не ми е ни во првите 3, напротив, некојаш дури имам и повеќе можности во однос на тоа, бидејќи се помалку кадар има кој е спремен да работи, туку се тие работи, загаденоста,
дека Скопје е најзагадените, дека здравствената услуга е на многу лошо ниво, образованието не ги нуди можностите и вие еднаш кога ќе искочите надвор и кога ќе видите што значи, како функционира, навистина е тешко тој млад човек да го убедите да се врати во овој образовен систем, па дури кога ќе се врати, он наоѓа на бариери бидејќи тоа знае дека со неговото искуство не секој би дозволил некој да го потценува на тој начин како што порани, така што тоа е онака мултисекторско прашање која мислам дека сето дека не се подобри општествената клима, тие такви ситни политички или policy oriented решенија, тешко дека ќе не донесат до некоја драстично подобрување. Средношколците кои се образуваат тука, се образуваат за да останат овде или уште во прва година се запишуваат со идеја да заминам надвор? Одлично прашање. Како што јас од гледна точка, од моја гледна точка како средношколец, имам зборувано со многу мои врсници и пријатели. Факт е дека сака да се целата државата кога се запишуваат, зошто? Едниот пример ни има образованието, бидејќи факт е дека ние не учиме некој солиден образовен систем. Сепак кога имаме еден недоволно организиран и недоволно систематски проверен образовен систем, факт е дека учениците трпат. Да не зборуваме нели за средношколците, за учениците од основните училишта и после за студентите. Тие што се поуспешни средношколци, би рекол, не би ги маргинализирал, би рекол и тие што не се повеќе, значи 80% од средношколците кога планираат нели кога се наоѓаат на крстосницата, примерно им е нешто да се обезбедат пат за во странство, бидејќи се уверени дека таму ќе најдат својата кариера, таму ќе се образуваат. Сега, зошто така, како што кажав претходно, поради образовниот систем, но имаме како што кажа Мартин и други причини зошто сакаат да се одселат од државата, кои што подоцна ќе ги дискутираме, но да, прво сакаат бидејќи сакаат да се одселат, бидејќи заради образовниот систем, бидејќи во странство, на западот, првенствено сакаат на западот да идат како во Западна Европа, Америка, бидејќи таму има по-солиден систем во кој што повеќе се учи студентот како да учи, како да се развива, отколку само кај нас, например, тука да се трупа со факти. Да земам пример, мојата професорка Тамара Ќупева ни објасни убаво како е денешниот наш македонски образовен систем, буквално, и тоа е реално. Ученикот денеска се чувствува, буквално оди во училиште како фиоки, 7 нели часови само се става, па што ќе излее, што ќе остане во фиоката, па прва фиока, втора фиока, нели секоја фиока за секој час. Нормално така се чувствуваме. Ние да излеземе на улица да прашаме некој студент, ученик или ова, зошто учиме ова, 80% не рекле, па за оценка. Зошто за оценка? Па бидејќи треба да се запишам на факултет, знаете, ова, такви ствари. Не учат они заради знаење. Тоа е суровата реалност. И сметам дека во иднина треба да се бориме за овој систем да го подобриме, и сепак, кога тие средношколци после матура ќе заминат во странство, од нивното искуство што го добиваат од надвор, да се вратат и да го подобрат, да ја подобрат ситуацијата тука. Каков е планот на Благоја? Дали после матура ќе замина во странство? Прашање кој што зависи од многу фактори. Искрено да, се гледам дека мојата примерна желба е за да излезам од странство, бидејќи од многу фактори, еден фактор е тоа што има подобар образовен систем, подобра средина и атмосфера за учење за разлика од тука, но се гледам од перспектива каде што од која ќе не сум за џабе заминал во странството, го сакам да се вратам и нешто да допринесам за да се промени тука. Само околу ова, ако може едно од истражувањето, нашето покажа во однос на миграцијските трендови дека најмало расположение, ако не е незанемарливо, е кај најмладите од 15 до 18, ако средношколците, кај средношколците, ако не се лажам, кај другите возрастни групи беше околу 60%, кај средношколците беше околу 45%, што повторно не е мала бројка, но е помала од останатите. Сега тука се прашањето е зошто природно е
најмладите да бидат поголеми оптимисти, од друга страна може да се каже дека не се соочени со од реалните проблеми, речеме од оние кога завршуваат факултет, да речеме кога ти имаш некаква визија за тоа дали сакаш да правиш, да речеме, истражување, кога сваѓаш дека тоа не ти го овозможува системот, почнаш да размислуваш, но баш тука и тоа е некаков тука може и нешто да се гледа позитивно на тоа, дека сепак ако се работи доволно со таа група од 15-18, од кога ќе го завршат средното образование, да се таргетираат тие млади луѓе, да не се дозволи тој степен да расте со текот на годините. Така што и тука може би е нешто што треба да се гледа во иднина. Привршуваме при крај сме. Зошто младите сметаат дека на земја би треба лидер со цврста рака? Ваши размислувања? Не баш не знам, би сакала да ми каже некој зашто така размислуваат. Веројатно е, не знам, културолошки момент, некој социјален момент. Што сепак ние сме земја каде што поголеме дел младите се иселени и останати се постари генерации. Ќе преформулирам прашање, каков лидер ни треба според тебе? Какви лидери ни требаат? Паметни. Не, шега на страна, ни треба некој со отворени видици, некој што знае да направи промена и пред се сака да ја направи таа промена. 4 години според мене е премал временски период да се направи промена, дали тоа е во образование или социјално, 4 години не се ништо. Така што ни треба многу време за да дојдеме до тој момент ние. Борја? Ја мислам дека веќе конечно е време да престанеме со фетишизацијата на лидери и на едно лице кое ќе не води нас до една подобра иднина. И како што реков преска, мораме да го влечеме легитимитетот и авторитетот од народот, односно во нашата ситуација студентите. Јас како председател на собранието во статутот на и науки и на факултетот се стои дека председателот е само председавач на собранието, одлуките ги носи собранието. Што значи дека тие 25 луѓе што ќе одлучат, тоа председателот ќе прави. Така треба да биде и на ниво на држава. И во светско ниво, нели? Треба луѓе тоа се преземат сами одговорноста да ги сменат работите, а не да чекаат лидер да дојде и да ги смени во нивна полза. Мислам дека тоа е. Или Ганди како што бидете промената кој што сакате да направите. Апсолутно. Да. Зошто сакаат младите цврста рака? Би сакал ова да го поврзам со една дебата која што ја имав во мојот прв официјален дебатен компетитивен турнир. Имавме тема, нели, This House Believes Prosperous Autocracy is better than Fragile Democracy. Период, тоест не периодов од независноста до денес, видиме, гледаме дека од една власт до друга власт, да, владе кај нас демократија, но каква демократија? Односно, од една гарнитура во друга гарнитура владеат тие едни персони кои што немаат интегритет, немаат свој став, немаат отворени видици, кои што води до една слаба демократија, односно тенка демократија. Мислам, бидејќи за жал владе општо познат фактот дека цврста рака, да, автократија не е толку добро, бидејќи сепак треба да има повеќе луѓе кои што повеќе ќе размислуваат и кои што ќе водат државата. Еден кој води државата во ред може да биде ако допринесе многу до државата, има свој став, интегритет, отворени видици да ги реши проблемите, да биде добар лидер. Сепак зошто, бидејќи младите виделе како е кога некоја лоша влада ќе не носи, сега викаат па луѓе, па ако лоша влада пак да не носи, боли еден човек ако е добар, еден човек што е просперитетен е поголем од некоја си фрагилна демократија. Сепак мислам дека бидејќи кај еден човек има една одговорност, дека целата одговорност е кај тој човек затоа. Пред крајот на оваа емисија, кои се препораките на истражувањето? Како да ја направиме земјава побаво место за живење? Па прво да им се даде повеќе простор на младите, не само преку тоа традиционално гласање, преку други форми на партиципација. Има некакви обиди во последно време да се зголеми партиципацијата, но тоа е недоволно ако не биде проследена со вистинска акција. Значи не може само да им дадете простор. Има една позната скала од еден автор Харт која има различни, едно тоа е да речеме се уште кај нас визуелна
visual aid се младите. Значи ги гледаме на пресконференции, на митинзи, што е уште попарадоксално, се зборува за младите дека треба да им се даде активна улога, а практично се некаков декор во позадината и мислам стана уште по бизарна ситуацијата. Носачи на транспаренти, баш такви работи. Значи треба комплетно да се смени концепцијата на тоа како се гледа на младите луѓе. Дури проблематично е во самите партии покажува истражувањето дека ни дури ни тие што се млади луѓе во партиите немаат некое посебно поголемо, иако па се покажува дека уживаат некои привилегии во однос на задоволството што другите млади луѓе значи не ги уживаат. Тука треба да се работи. Мислам дека европската перспектива е нешто што може да ги задржи младите. Тоа се покажа од истражувањето дека на тоа мора да се работи, дека тоа може би последната сламка што на младите им нуди некаква перспектива. Мислам дека голем дел од работите и покрај некои поголеми процеси што се случуваат, сепак зависат од тоа што се случува овде. Дури да не е така, фокусот треба да не биде ние да си ја завршиме нашата задача. Тие се некои да речам главни параметри, да не мора преретко се зборува за младите. Еве да речем имаше тематска седница лани од страна на владата за млади. Мислам и после тоа се заборави на таквиот процес. Треба да има треба да бидат соочени со младите почесто, не толку колку за да. Јас мислам дека голем дел од тие што се на власт, локални и централна, ги знаат проблемите на младите. Туку тоа ќе им даде мотив на младите да бидат отворени, дека тоа не се некои богови кои се недопирливи, туку ќе им даде можност храбро да се соочат со тие луѓе и да во крајна линија ако смета дека тие не се добри, да дојдат подобри на нивно место. Што е потребно за земјава да стане подобро место за живење за сите? Ангела, Борјан, па Благоја. Јас пак со образованието некако најмногу ме допира. Да. Тоа го заборев. Според мене образованието е клучот на се. Значи ако имаме образована младина, ќе имаме подобра економија, ќе имаме подобар живот тука. Така што според мене треба, ама не зборам образование високо или средно, значи тоа тргнуваме од основно образование, да, предшколска возраст, па се до високо образование. Значи не тргаме, ајде сега ние ќе го чистиме високо образование, а тие кои што ќе дојдат во високо образование, та стварно it's too late. Значи, прекасно. Да, и тоа е процес кој што ако тргнеме од сега 10 години. Да, минимум. Тука би се надоврзал на Ангела со тоа што би кажал дека треба прво да се во однос на основното образование, на средното образование, да се случи една, како да речам, Реформација. Не реформација, туку повеќе дебирократизација на образованието. Поради тоа што младите не се учат како да размислуваат, туку се учат што да размислуваат. И тоа води кон една непродуктивна младина и инертна младина која што е стварно учена само на некои работи кои што само на факти. Апсолутни вистини. Да, апсолутни вистини, тоа што кажа преска, нема диалектика во образованието и тоа е страшно според мене. Исто така во оние работи кои што значат буџет годишен кој што го носи владата, мислам дека вие имавте баш денеска објавивте една статија во однос на тоа дека Агенцијата за млади спорт, например, хипотетички повеќе многу поголеми пари вложува во спортот отколку во младите. Само 5% на годишно. Да. Сега тоа нас не треба јавни добра на младите, нас не треба јавни инфраструктура, простори кои што ние бесплатно ќе можеме да користиме. Со тоа што ние ќе ги користиме тие простори, ќе развиваме идеи, ќе развиваме проекти кои што јасно ќе можеме да ги кажеме. Значи ние сме стварно ставени во едно парче земја во Скопје, кај што све што сакаме да направиме да изразиме идеја или треба да платиме, што немаме пари, млади не сме, или па треба да знаеме некој кој што знае некој така натаму. И тие се тие чворови во оваа држава кои што нас не спречуваат да се изразиме дека младите имаат идеја и дека сакаат, тоа е апсолутно вистина. А да не збориме за помалите средини како е. Да, таму па. Да. Емисијата ќе ја завршиме со пораките на најмладиот тука. Благоја. Пред се, да, првите работи кои што ми текнуваат одма на памет кога некој ќе ме праша што е потребно одма да се започне со кои работи. Многу работа, многу труд, многу посветеност и
со овие 2-3 работи ќе се направи, ќе успее да се направи и многу вложеност ќе се направи на реформација не само во образовниот систем, туку и во другите сфери на општеството. Искрено што сакам јас да потенцирам како средношколец е тоа што нели едни од главните проблеми денешницата е тоа што вклученоста на младите е премала во социополитичките настани во државата. Сакам да апелирам ако може до Министерството за образование и наука да се направи една програма каде што грубо рекол стрикна програма која што ќе влезе во образовниот систем за организирање, да се почне значи за ученичко организирање од основното, средното, на крај да се добри врвот и во високото образование, бидејќи од самиот од почетоците на организирањето, ученичкото организирање, јас ги добив тоа го добив во средното училиште, автоматски го стимулира ученичката да влезе и понатаму да размислува дека може, да, јас пример, кога ќе влезе некој ученик во такво организирање, еве да кажем ученичка заедница во средно и автоматски добива еден стимул, да, јас можам и ова да го продолжам овој метод и понатаму и во мојата кариера и како студент и како вработен за да се подобри стварноста и подобро да се направи ова парче земја подобро место за живење. Ги слушнавме препораките на младите, ја следевте емисијата Јасно и гласно, овој пат посветена на младите и нивното место во општеството. Ви благодарам.